Британските власти во 2012 година минувале продажба на 6 подвижни уреди за следење и прислушување за потребите на македонското МВР. Информацијата ја објави британскиот магазин Computer Weekly, критикувајќи ги тамошните власти за прашањето зошто дозволиле извоз на таква опрема во држава со сомнителен демократски капацитет. Но еден од поинтересните делови на истражувачката приказна е за начинот на кој функционира опремата. Станува збор за така наречени фаќачи или пресретнувачи на идентитет на мобилниот телефон. Во пракса, уредот има опсек во радиус од 1,5 до 2 км и глуми базна станица на мобилен оператор. Кога корисникот на телефонот кој е цел на следењето ќе се обиде да оствари повик или да прати SMS порака, пресретнувачот се поставува како мост меѓу телефонот и вистинската базна станица. Корисникот на телефонот и операторот на вистинската базна станица не забележуваат ништо, но фаќачот може да ги сними и слуша разговорите и SMS пораките од таргетираниот телефонски уред. Во прилог на новинарското истражување и каталогот на опремата, уредот може да се носи во актовка, во ранец, па дури и на телото на оперативецот кој го врши следењето. За поголема ефикасност, поради потребата од посилно напојување со електрична енергија, се нуди и камуфлирана изведба во джип или во комбе. Токму за прислушување со ваква опрема говореше Никола Груевски во февруари 2015 година, но тој тогаш обвини дека со опремата оперирале непознати професионалци за потребите на странски служби, а дека МВР се обидувало да ги открие. Повремено на различни локации, главно во центарот на Скопје, непознат сторител врши нелегално прислушкување и снимање на телефонски разговори, користејќи мобилна опрема, чија локација постојано се менува, а која функционира по принцип на клонирање на така наречени базни станици. Се правила промена на место положбата, а во радиус од околу 2 км од институциите, главно во центар, од каде се лоцирале токму и телефоните на државниот врв и носителите на јавни функции. МВР за ова има и писмен извештај за наодите кои произлегува од нивната работа, но досега не успеа да ги лоцира сторителите, заради што истрагата за ова се уште не е завршена. Не помалку интересен фактот што продаваче Гама Груп, истата британска компанија од која УБК купуваше и друга опрема за следење, но со посредство на македонската фирма Финзи. Финзи пак е фирмата чиј последен директор беше Коста Крпач, скопјанецот кој си го одзеде животот кога СЕО почна да ги чешла набавките на УБК преку оваа фирма. Денес, овој предмет го носи името Трезор и е веќе пред суд, а меѓу обвинетите и екс-директорот на УБК Сашо Мјалков. Според обвинението, но и други јавно објавени информации, преку Финзи е набавен софтвер за следење на компјутерски уреди, но опремено и едно комбе со мобилен уред за пресретнување на комуникација од мобилни телефони. Упатен извор од специјалното јавно обвинителство ни кажа дека тие не би можеле да знаат дали МВР директно има купено уште неколку слични или идентични вакви уреди, бидејќи предмет на работата на специјалното обвинителство се само набавките кои поминале преку Финзи. Дали МВР без посредник ги набавил 6 мобилни уреди за следење за кои добил дозвола да ги увезе? Дали се платени? Дали се користат и зашто? Ова се само дел од прашањата кои 360 степени ги упати до ресорот кој го води Оливер Спасовски. Министерството покажа интерес да одговори на прашањата, но на крај побараа повеќе време. Употребата на вакви уреди без соодветна контрола, велат од Хелсиншкиот комитет, може повторно да го загрози правото на граѓаните во Македонија. Извршната директорка на организацијата, Уранија Пировска, која и самата беше жртва на прислушувањето, ги повика властите да го расчистат случајот. Јас би апелирала до МВР доколку го поседува, доколку ја поседува таа опрема, тогаш да биде транспарентна и отчетна. Секако дека не со издавање на класифицирани материјали од следење на и за потребите на одредени постапки, но може да се најде начин како да се информира јавноста за какви постапки биле употребувани, ако се во собственост и во владење на Министерството за внатрешни работи, и зошто да не се дадат, например, податоци за тоа колку барање имало, да речеме, од јавно обвинителство, по кој што е постапено и имало потреба да биде употребена таа опрема. Потребата од јавност во случајот според Пировска е уште поголема, ако опремата не завршила во МВР. И јас би сакала тука да потенцирам дека бевме сведоци на тоа дека физички лица располага со снимен, односно прислушкуван материјал.
Исто така до нас стигнуваа информации во изминативе години дека не е единствениот, не е Министерството за внатрешни работи не е единствениот, да речем, субјект кој што го врши следењето на комуникациите. Јас би препорачала тука на вистина МВР, доколку не се наоѓа опремата кај нив, да спроведе една постудиозна истрага за тоа каде се наоѓа таа опрема, со оглед на тоа дека ние повторно можеме да се најдеме во ситуација некој неовластено да следи комуникации и потоа да ги пушта во етерот во согласно со неговите интереси. Со што е оправдан извозот на опремата во период кога Европската комисија веќе имаше критики за фактот што практично никој немаше контрола на ДУБК, прашавме во британската амбасада. Дипломатската мисија вети одговор, но побара повеќе време поради потребата од координација со надлежните институции во Лондон. Во периодот кога е издадена согласноста, британски амбасадор во Скопје е Кристофер Ивон.